12 часот и 15 минути, почитувани гледачи, уште еден термин резервиран за уште едно издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Во денешно време сме соочени со многу предизвици, со многу брз и стресен начин на живот и со многу искушенија пред кои самите ние сме се нашли и пред кои подлегнуваме помалку или повеќе. Како да се храниме, колку здравата исхрана представува наш животен стил денес, колку и како треба да вежбаме, што да внесуваме за да сме поздрави и да изгледаме поубаво. Токму во едно општество каде што постојано се соочуваме со критериуми како да се изгледа убаво, колку е доволно за да се изгледа фит и сите оние прашања поврзани со овие теми. Токму за овие прашања разговарам со мојата денешна гостинка. Станува збор за нутриционист Надица Илиевска, која што ми е чест и задоволство денес топло да ја поздравам и да посакам добре дојде во студиото на телевизија Сонце. Добро ве најдов и на моје големо задоволство. За почеток, бидејќи студиото е големо, ние сме на доволна далечина, може, значи, така, може да се извадите да се извади за да биде вакцинирани сме и двете, секако. Измерени температури. Така, ви благодарам уште еднаш што прифативте да бидете моја денешна гостинка, да разговараме токму за една актуелна тема денес во 21 век, каде што се соочуваме со многу критериуми за убавина, многу критериуми за тоа како да се изгледа и како да се биде фит. Темата која што ја одбрав и која што ќе го задржи вниманието на нашите гледачи е здравата храна како животен стил. Па еве, госпоѓа Наде, ајде при самиот почеток да кажеме што да подразбираме под здрава исхрана од аспект на еден нутриционист. Па јас вообичаено повеќе го милувам терминот правилна исхрана, бидејќи правилната исхрана е и здрава исхрана. И правилната исхрана во себе содржи и животен стил, содржи и здравје, содржи и убавина. Но она што е интересно, како што напоменавте на почетокот, всушност толку многу сме изложени на секакви трендови, но морам да кажам дека принципите на правилната исхрана, генерално основите не се менуваат така лесно, што значи дека тие важат години наназад. Може би вниманието кон храната, имајќи го во предвид променетиот стил на живење, ги сврте рефлекторите кон начинот на исхрана, бидејќи евидентно не ги следиме општите препораки на правилната исхрана. Правилна исхрана во себе содржи неколку поими. Содржи разновидна храна, која што треба да биде квалитетна и безбедна. Потоа содржи исхрана која што ќе има доволно оброци на ден, значи треба да се конзумира доволно пати на денот храна. Секојдневно гледаме дека тоа многу ретко во пракса се почитува. И третата работа е, ако ништо друго, да внимаваме храната која што ја конзумираме да не наштети на нашето здравје. Доколку ги имаме овие три смерници во она кога бираме и кога одбираме храна, многу сме направиле во однос на тоа да правилно ја конзумираме храната, односно да кажеме дека правилно се исхрануваме. Така, живееме во едно модерно време, каде што сме преплавени, јас би рекла и медиумски, па и поинаку, со многу информации што е здрава исхрана, како да се храниме секојдневно. Еве, постојат и многу нутриционисти, помалку добри, најдобри. Што да следиме денес? Потребно ли е да се консултираме со нутриционист за да ни изготви план за една здрава исхрана? Како би требала да изгледа на еден поединец? Она што на почеток сакам да направам раздвојување е дека треба да се прави разлика помеѓу правилна исхрана и диетотерапија. Диетотерапија е променет начин на исхрана кој што треба да го примениме на одредено време поради одредена состојба. Тоа е едниот дел од советите кои што треба да се побараат од нутриционистот. Правилната исхрана како смерници може да се бара совет
од нутриционист, но јас тоа би го кренела на едно повисоко ниво. Може би треба нутриционистите генерално да го наметнуваат и да ги објаснуваат, едуцираат, информираат кои се општите правила на исхрана. Индивидуалниот пристап е секогаш, ајде да кажам, најпосакувано нешто, затоа што ниту едно семејство не е исто како другиот, ниту еден човек во животниот стил не е еднаков и многу често во пракса се соочувам да самите луѓе едноставно кога ќе видат дека грешат, дека нешто не е така како што треба, тогаш бараат и треба да бараат. Но од друга страна и тоа го велам во пракса. Не треба да се станува зависен од нутриционист. Затоа што советот на нутриционистот е да ги даде патоказите и патеките или на исправање на одредена здравствена состојба или на следење на општи правила. Знаете, понекогаш во пракса ми се случува во советувалиште, понекогаш само неколку начини на готвење, на приготвување на храната или времетраење на приготвување или некои нови брзи рецепти да се дадат, се доволни за да се им промени начинот на исхрана во едно семејство. Каде најчесто грешиме при нашиот секојдневен план на исхрана? Каде најчесто грешат луѓето? Ќе се вратам на оној момент кога рековме дека сме бомбардирани со информации. Најчесто се греши со брзите решенија. Сакам да напоменам дека во правилна исхрана не постои ниту една намирница, ниту еден рецепт кој што доколку го применувате, ќе ги реши сите ваши проблеми кои евентуално ги имате, или ќе ве однесе на патот на правилната исхрана. А најчесто сме изложени на такви препораки, најчесто од социјалните мрежи и од сите видови на медиуми. Она што е денешен по мене најголем проблем, и секогаш ја користам приликата да го повторам секаде, е во обручувањето и тоа што многу малку од храната се приготвува во домашни услови. Тоа се двете најголеми грешки кои што всушност ние денес во модерното живење ги правиме. Значи, недоволен број на оброци, не сме вооброчени. И второто е дека се помалку припремаме храна во домашни услови. И тоа понатаму повлекува генерацијски проблем. Вие не можете да очекувате од вашите деца понатаму да конзумираат разновидна храна, доколку не им ја нудите. Не можете да очекувате да сакаат да приготвуваат храна, доколку не гледаат дека во нивниот дом се приготвува. Второ, не може да ги терате децата да појадуваат, доколку и самите не појадувате. Така, еве го спомнавме појадокот, колку појадокот е значаен во нашата исхрана? Генерално појадокот е најзначаен, затоа што и да правиме добро во однос на правилната исхрана во втората половина на денот, ако ние денот енергетски и нутритивно не го започнеме наутро, онака како што треба да го започнеме, тогаш не можеме да го надополниме минусот кој го правиме во оној момент кога треба да го започнеме денот. И она што се греши е универзален здрав појадок. Таков не постои. Зависи од работните обврски, зависи од тоа колку ви се оптеретувачки работните обврски, кога ви започнуваат, кога ви завршуваат. Вие не можете, ако имате физичка работа или умствена работа, вклучувајќи ги и децата кои што имаат умствена работа наутро, да го започнете со една или две овошки на ден. Тоа нема да даде доволно енергија доколку вие сте и умствено и физички активни до 17 часот и потоа влегувате во оној врзан круг, стигнувате дома прегладнети. Треба да се одвои време за појадок. Треба децата да се праќаат на училиште, поготово сега во пандемијата кога не се нуди топол оброк, со добар појадок, или пак да се одвои време, барем малку енергетски, значи да се раздвижи организмот, метаболизмот со еден појадок. Така.
Го живееме времето на пандемијата со COVID-19, пандемија која што на сите никако ни го измести секојдневието, ни донесе многу промени, а исто така и ни го смени секојдневието. Доживеавме карантин, седење дома, па тука се соочивме можеби и со зголемена телесна тежина и сите оние последици кои што доаѓаат. Колку во време на пандемија се сврте погледот кон важноста на здравата исхрана? Зборувам од аспект на важноста за имунитетот на поединецот, важноста нели за намалување на тежината. Да, пандемијата, јас искрено се надевав дека во добар правец ќе ги помести прехранбените навики општо на населението. Меѓутоа, во пракса, еве веќе втора година, морам да признам дека тоа не се случи. Ако доброто здравје е резултат на повеќе чинители, храната како извор на нутриенти и на енергија е можеби единственото нешто на кое што ние можеме да влијаеме. Онолку колку што сме нутритивно нахранети, за да нашиот организам функционира безпрекорно, вклучувајќи го тука и имуниот систем, општо целосното здравје и другите сегменти, физичката активност, душевното расположение, значи, меѓутоа, сепак, храната и она што го бираме како храна да ни биде животен стил, е можеби единственото нешто на кое што можеме свесно најмногу да влијаеме и најбрзо да менуваме. Што значи дека да, храната е многу голем чинител на општото наше здравје и расположение, и карантините требаше да ги искористиме како свртување кон себе си, кон менување на она што никогаш не сме имале време да го направиме, а и сега во овие услови сметам дека имаме повеќе време во домашни услови отколку што имавме вон пандемиското живење и навистина треба да се потрудиме да го направиме тоа. Она што приметувам е дека ако лани беше под светлата на рефлекторите што треба да правиме за да го јакнеме имунитетот, јас сакам да кажам не се јакне имунитет за 14 дена. Ние веќе сега, денес, треба да почнеме да работиме да преку исхраната и животниот стил го јакнеме имунитетот за периодите кои што ни следат декември, јануари, февруари, веќе и стручната јавност на некој начин не посочува да внимаваме на времето кое што доаѓа, посебно на своето здравје и тука се вклучува грижата за здравјето во однос на исхраната, посебно кога менуваме годишни времиња, а посебен акцент треба да дадеме на тоа дека не можеме да продолжиме со летниот начин на исхрана, кога се менуваат надвор температурите, што значи дека треба на некој начин да го менуваме и начинот на исхрана, за да задржиме или за да добиеме добро здравје. Она што е интересно е тоа дека начинот на исхрана како што напоменавме, кај секој поединец треба да биде различен, односно секој треба нели да си има свој план на исхрана. Колку начинот на исхрана кај децата се разликува од оној кај возрастните и што еве еден нутриционист порачува на сите родители за нели исхраната на нивните деца. Дали треба да консултираат нутриционист? Доколку се работи за деца кои што не конзумираат доволно разновидна храна, генерално треба да се побараат препорака. Јас морам да признам, анемијата кај најмладите е многу честа појава, веќе години наназад, а втората работа која што загрижува е прекомерната телесна тежина, баш кај најмладите. И генерално, бидејќи нивните прехранбени избори зависат од родителите. Така, дали родителите ги гледате како најголемите виновници за тежината, можеби, или анемијата кај децата? Па на почетокот исто кажав, не можете да очекувате од децата да го јадат тоа што воопшто не се конзумира од родителите. Она што е интересно е што секогаш се изненадени кога бараат совет, дека повеќе советувам и прашувам за каква е исхраната на родителите. Значи, тие треба прво да ја променат исхраната доколку се незадоволни од тоа што нивните деца јадат.
Секако, општите правила на исхрана реков дека се еднакви за секаде. Меѓутоа, постојат и некакви специфичности. Што значи дека треба да почнеме од градење на прехранбени навики како млади родители. Јас во пракса се среќавам со млада родителска популација која што кромит и лук не пробале минатите 15 години. И сега велат дека им смета што нивните деца не конзумираат доволно салати, а самите тие салатата ја имаат исклучително неколку пати во текот на неделата. Што значи дека од таму треба да почне организирањето на исхраната. Ако родителот не го напушта домот со еден домашен сендвич или некаква ужина, не може да очекувате ни детето да го напушта домот и да носи во училиште веќе однапред припремена храна. Втората работа, ако сите родители ги праќаат децата со веќе подготвен оброк, ниту едно дете нема да биде вчудо невидено што другите купуваат брза храна за време во училишниот ден, а само тоа носи храна од дома. Што значи дека сепак треба се да започне од дома и кога веќе го спомнавте животниот стил, тоа е добар животен стил, тоа е грижа за здравјето кое што понатаму ќе прави и значи наследство кое што ќе води грижа за исхраната и за своето здравје. Често пати во животниот стил на одредени поединци се среќаваме со диети. А кое е мислењето на еден нутриционист во однос на диетите? Дали тие можеби представуваат недостаток на дисциплина и нели желба со исхрана да се постигне она идеална тежина за поединецот, или пак диетата сепак ќе ги даде очекуваните резултати? Прво морам да кажам дека воопшто не го милувам зборот диета. Ако буквално го преведеме, диета значи исхрана. Доаѓа од англиското говорно подречие. Се работи за два типа на интервенција. Едниот е диетотерапија, каде што треба да направиме протокол на исхрана, кој што ќе ги намали маснотиите, ќе реши одреден здравствен проблем, постоперативно, сега, например, е многу актуелно пост-ковид третман со исхрана. Навистина мислам дека сите треба да внимаваат, затоа што треба да се промени начинот на исхраната и за време на болеста, посебно после завршување на болеста, или пак, например, било кој друг здравствен проблем, или да направиме одредени насоки, општи правила, таму каде што не треба да делуваме диетотерапевски, за да промениме нешто. И тогаш треба да биде тоа во вид на промена. Но не може вечно да се биде на диета во наводници, односно на диетотерапија. Таа има свој почеток и крај. И дел од промените кои што ќе бидат укажани од стручно лице, доколку не се применат барем како општи правила, тогаш ништо не сме направиле и влегуваме во тој магичен круг. Така, знаете како ќе ве прекинам денес, се има она чувство дека полесно е ајде со диета, па кога ќе се постигне таа идеална тежина, ќе ја прекинеме диетата, отколку да се внимава постојано нели што се внесува. Значи да, ние треба да направиме рестрикција, диета во наводници, доколку сакаме да постигнеме одредена телесна тежина. И таа секогаш се заснова на одреден мал калориски рестриктивен внес. Понекогаш е доволно да се симнат само прекумерниот внес на додадени шеќери или газирани пијалоци. Меѓутоа, не треба да се биде на рестрикција постојано, но ако не се, например, ако во диетата имало појадок и ако се заборави понатаму после диетата, нормално е дека апсолутно џабе маката, што вика нашиот народ. Но она што е интересно е дека се бараат брзи решенија. Јас наидувам на негодување кога велам дека најздраво е 5
6 килограми на месец намалување на телесна тежина. И ако вие тоа го правите за неколку месеци, после 5-6 месеци не ви треба нутриционист, вие сте сватиле што сакал нутриционистот да каже. Но имаме барања од тоа да треба да се намалува, па дури имаме и маркетинг. Намалете 15 килограми за еден месец. Прво е здравствено неодржливо. Така, тоа ќе ве прашав, колку е сето тоа здраво? Тоа е многу штетно по здравието, тоа е голем оксидативен стрес, тоа е нарушување на здравието, па потоа лечиме анемии, па потоа лечиме нарушена дигестија и така натаму, значи не е тоа здрав начин. Исто така се соочуваме со луѓе кои што успеале со некаков режим или план на исхрана да дојдат до она што го посакуваат и ни го наметнуваат тоа. Што со тие луѓе? Тоа е многу интересен феномен кај нас. Кај нас, значи, се пренесуваат апсолутно од еден на друг. Јас себе пример најпластично да прикажам, имав таков еден сега наскоро случај каде што работев на намалување на маснотиите кај една личност, повозрастна, меѓутоа во исто време таа личност беше анемична. И во однос на протоколот беа опфатени и двете здравствени состојби. Потоа истата таа исхрана пренесена кај личност која што нема проблем со анемија, но има проблем со вишок на масноти и со диабет, и применета не дава резултат, дури морам да кажам дека делуваше и на секундарното заболување во лош правец. Што значи дека ако таргетирано делуваме одредена здравствена состојба, секогаш пристапот треба да биде индивидуален. Препишувањето таму на протокол кој што е наменет за анемија и за намалување на маснотиите не е ист кај личност кој што има диабет и зголемени маснотии. Тука е веќе важен, значи, пристапот индивидуален. А веќе друга област е кога даваме насоки на општи начини на правилна исхрана. Што во последно мене во пракса ми се сведува на давање на насоки како да го организираат јадењето. Можеме да споделиме со гледачите, апсолутно нема никаква филозофија ниту важност во тоа. Доволно е да го планирате менито 5 до 6 дена однапред. Во недела направите, спланирајте мени што ќе јадете од понеделник до петок. Колку во Македонија се следи трендот на здрава исхрана наспроти оној другиот тренд на брза храна секојдневно? Кој преовладува? Зависно каде ги правиме истражувањата во кој тип на популација. Кај младите мене ме интересира, Кај младите апсолутно не. Кај младите апсолутно не. Само трендовските намирници се инкорпорираат во исхраната, без да се следат општите правила на здравата исхрана, додека кај повозрастната популација се уште можеме многу да научиме од начинот на исхраната, кој што тоа и ако секаде се борат да се задржи традиционалниот начин на исхрана, ние, ајде да кажам, помладата генерација малку така како од високо гледа на начинот на тоа што готват бабите. Но треба да ги послушаат во секој случај, но младата популација не. Младата популација само ги прифаќа трендовските намирници кои што важат за здрави, како што се семињата, чија, авокадо, кокосовите масла. Повеќе како да бидеме видени што јадеме. Повеќе како тоа што е модерно да се исхрануваме, што е од туѓа кујна позајмено, од далечниот исток, од западот. Тоа е по тренди, но важно е, генерално јас немам ништо против она што е докажано врз основа на наука дека е здраво, намирници да се инкорпорираат, меѓутоа сепак треба да се инкорпорираат така како што треба да бидат внесени, но за жал младата популација суштински многу малку води сметка за начинот на исхрана. Велат дека здравата исхрана е половина па и повеќе здравје. Колку е таа реченица, теза точно според вас? Најточно е дека ние сме она што го јадеме, што го внесуваме. Храната, да не заборавиме, е и информација. Значи, храната треба да ја јадеме
на маса поставена седејќи со прибор за јадење. Не со раце, не пред телевизор. Не во трчење. Не во трчење, не во кола, не со едната рака. Но е половина здравје, може би и повеќе, другата половина е стилот на живење, кој пак инкорпорира, потоа физичката активност, потоа социјалниот живот, сето тоа е во ја дава големата слика на доброто здравје. Еве пак ќе земам нашата држава како пример, колку Македонија го вреднува нутриционистот како професија, колку нутриционистот според вас треба да биде застапен онаму каде што треба, во повеќе, нели, скоро секаде во повеќе институции знаеме дека еве во градинки каде што се дечињата, каде што има посебен план на исхрана, па еве во болници исто така, постоперативно, оперативно и сите тие процедури во болниците, колку нутриционистот сметате дека треба да биде застапен како професија? Јас во моментот кај нас има повеќе од 250 дипломирани нутриционисти. Многу малку од моите колеги се инкорпорирани во однос на градењето на јавното здравје. Морам да признам дека работите одат на добро. Свесни сме за важноста на професијата? Па мислам дека полека почнуваме да бидеме свесни, затоа што одредени медицински установи веќе имаат инкорпорирано нутриционист во работењето. Се повеќе оператори за храна бараат помош во изготвувањето на менито, посебно кај најмладата популација, меѓутоа не доволно, да кажам на највисоко ниво, таму од каде што треба да се даваат упатствата, законските решенија, да се наметнуваат правилата на производителите на храна, да се наметнуваат правилата на операторите со храна. Тука е недоволно и тука мислам дека нутриционистите имаат многу голема се уште незавршена работа. Кај нас нутриционизмот, за жал, се уште се сведува на индивидуално советување, а не на групно советување на одредени здравствени, значи и старосни категории на луѓе. Има уште многу да се сработи, но секако сите сме одговорни да се потрудиме да ја дадеме вистинската информација и да се бориме за тоа да се оствари. Има ли нутриционистот кој се консултира и дали постојано се придржувате кон тој здрав начин на исхрана? Да, секако. Она што е интересно е дека секогаш кога треба нешто за себе и за своите најблиски да направам, како да ми е тешко, и секогаш се консултирам со колегите, како да ми е полесно кога мислиме во дует или во терцет, значи повеќе луѓе кога мислиме за мене. Генерално се трудам, иако морам да признаам дека и кога грешам, сите имаме слабости во однос на она што сакаме да го вкусиме, и кога грешам, гледам да свесно да грешам. Еве, јас, например, морам да признаам дека сум голем љубител на домашните стенини. Значи, јас воопшто не ми е проблем воопшто не грешам со додадените шеќери, меѓутоа домашно спремени тестенини, пити, домашно спремени лебови, тоа ми е слабост, тоа со голема желба го вкусувам. Се трудам да ги направам рецептите поздрави, да го направам тоа дома, и се трудам кога сакам да вкусам нешто кое што не спаѓа во здравата храна, наредните или да го комбинирам со здрава комбинација, или, например, наредните дена да повнимавам, затоа што сметам дека роден денот постои за да се вкуси роденденска торта, дека славите се место каде што треба да вкусиме славска погача. Секој ден му е на некого роден ден, да си каснеме торта. Не е баш така. Така. Не е баш така, но да. Според мене треба да се има умереност во се што тоа се прави. Тоа е поентата, тоа сакам да кажам, дека да не одиме и во другата насока на орторексија, многу популарна, дека треба секогаш сега. Иако да, потпаѓам во ситуации на големи, сега е пандемија, па нема големи собери, меѓутоа сум била присутна на некои свадби, каде што генерално, буквално сите гости на свадбата гледаат во мојата чинија што конзумирам. Да, но навистина не треба да правиме баук од правилната исхрана, умереноста и разновидноста
и правилните избори се доволни за да бидеме на вистинскиот пат. Така, ете тоа ќе биде заклучокот на нашето денешно интервју, на нашиот денешен разговор, дека доколку се придржуваме до балансот и до умереноста, секогаш ќе бидеме на вистинскиот пат. Госпоѓа Нада, ви благодарам уште еднаш што одвоивте дел од вашето скапоцено време, што ги отворивме овие убави теми значени, многу битни за секој од нас, за сите нас кои што сакаме да се придржуваме до некаков здрав начин на исхрана и тој начин на исхрана да го вметнеме во нашиот животен стил. Ви благодарам уште еднаш, ќе ви честитам за сето она што го правите, за сегде онаму каде што делувате нели со вашата професија и ќе посакам да се видиме за уште многу други теми. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Надица Илиевска, нутриционист, во денешното издание од емисијата од своја страна. Се надевам, почитувани гледачи, дека со овој разговор успеавме да го задржиме вашето внимание, да доближиме до вас и како значајни теми за нашето здравје првично, а потоа и за нашиот животен стил. Овде ќе ви се заблагодарам уште еднаш што не гледавте, ќе упатам посебна благодарност до бутик Мај Мода, кои се наоѓаат овде во центарот на Скопје и кои можете да ги посетите во секое време и секако посебна благодарност до мојата шминкерка Самра и Мери. Наредната среда во истиот термин се гледаме, а до тогаш останете поздравени.